За да ја докажеме тезата дека кучето било жртвено животно кај македонците, но и во целиот свет, ќе се послужиме со неколку артефакти од македонската цивилизацијска почва, како и со македонски обичаи од бронзеното време, од антиката и од средниот век, кои меѓусебно се надоврзуваат во континуитет. Заедно со нас ќе бидат и народните умотворби со кои дополнително ќе ги пополниме научните празнини што се однесуваат на оваа тема. На крајот на овој документарен филм ќе забележите дека сме ви го украле вниманието. Африка е континент каде се сочувале жртвени обреди и народни верувања, онакви какви се практикувале на тлото на Евроазија во изминатите милениуми. Mama pindah dulu, dia mau foto. На оваа снимка на која можевме да видиме автентични делови од жртвениот ритуал, се разбира тоа е дел само од целиот процес, затоа што го избегнавме моментот на убивање на прасето, заради крвавите сцени кои не се пријатни за гледање. Е многу значаен документ за тоа како некогаш се изведувале жртвените обичаи кои денес во Африка се уште обстојуваат на оној изворен начин како што се правеле на тлото на Евроазија пред повеќе милениуми. Жртвувањето е една од најстарите активности на човекот што се случувала во текот на целата негова историја. Во процесот на жртвувањето човекот избирал што ќе жртвува и за која намена. Внимавал на обредната практика, на контекстот во кој се одвивал тој процес, на времето и на обредниот простор. Биле жртвувани животни, растенија, луѓе и разни други нешта од непосредната средина. И кучето било жртва која се принесувала на жртвеникот. Таа практика на жртвување куче била насекаде во светот. Херодот во својата историја ги опишува начините на жртвување кај скитите, тракијците, египтјаните, хелените, и со таа историографија на жртвените обреди ни оставил автентични сведоштва за религиските практики во 5 век пред нашата ера. Персијците не граделе храмови и жртвеници, а боговите не ги замислувале во човечки облик како кај хелените. Жртвите за богот на небото ги принесувале на највисоките места на планините. За останатите богови, богот на огнот, на водата, ветровите, сонцето, месечината, земјата, откако ќе го извршеле жртвениот чин, месото го печеле, го поставувале на свежа трева и се молеле за доброто на сите персици и за доброто на кралот, а не само за своје добро. Во некои делови од високите планини на Јапонија, доколку долго време не падне дожд, група селани одат во поврка што е предводена од свештеник, кој води едно црно куче до коритото на планинскиот поток. На избраното место го врзуваат животното за камен и тоа им служи како мета за нивните куршуми и стрели. Кога неговата крв ќе ги испрска карпите, селаните го фрлаат долу своето оружје и гласно ги упатуваат молбите до богот Змеј на потокот.
опоменувајќи го веднаш да прати дожд за да ги испере сите оние работи што се направени во текот на тој процес на жртвување. Римјаните напролет жртвувале црвени кученца за да го отфрлат негативното влијание на звездата куче Сириус, за да созреат посевите и да добијат боја како зрелите есенски плодови. Секоја година во јули во Нигерија се изведува 3-дневен фестивал во чест на богот Огун, бог на железото. На тој фестивал се жртвуваат кучиња на јавен простор со нивно преполовување или со отсекување на главата. Во Того, Африка, постои ритуално жртвување на кучињата заради магиски цели. Секоја година пред надпреварите за борење во Евала, илјадници момчиња убиваат кучиња и го јадат нивното месо, верувајќи дека на тој начин ќе се стекнат со кучешките особини: верност, издржливост, храброст, интелигенција, сила. Одбивањето на јадење кучешко месо би предизвикало нивно отфрлање од племето и од семејството. Во тропска Африка, каде што човечката жртва обично ја заменува куче, се јаде месото од жртвуваното куче како продолжение на некогашниот ритуален канибализам. За северноамериканските ирокези, сонцето е од животно значење и од него го бараат секој нов циклус поврзан со вегетацијата и со животот воопшто. Тие жртвувале куче, кое било жртва понудена на сонцето. На тој начин, среде зима се молеле за неговото враќање. При археолошките ископувања во храм изграден околу 1000 година во Хуакал Росал во Перу, пронајдени се остатоци од 2 човека без заморчиња и 10 кучиња кои биле жртвувани најверојатно при изградба на храмот. Воинствените спартанци на богот на војната му жртвувале куче. Најверојатно овој обичај имал цел да го обезбеди преминот од овој свет во другиот смртен невидлив предел на оние евентуални убиени лица од војната. Ахил на Патрокловата клада, за да го испрати својот другар, меѓу другото жртвува и 2 кучи. Во Македонија, помеѓу повозрастните е вкоренето верувањето дека првородените кученца треба да се фрлат во вода. Најчесто се нема одговор зошто тоа треба да се направи. Некои сметаат дека тоа се прави затоа што доколку се остават да пораснат, тие кучиња ќе побеснат, а некои сметаат дека првиот циклус доаѓа непланирано, па кучката се спарува со куче од кое не планираат да остават кученца. Сепак, овој обичај од Македонија за фрлање на првородените кученца во вода, многу е веројатно дека зад него се крие жртвен ритуал за кој се заборавила причината заради кој се практикувал. Ова се караманчиња од караманката Борка, кои секако заслужуваат поубава иднина од длабоките води во Лепенец. Така е настаната поговорката "Првите кученца се фрлаат во вода". Фрлањето на штотуку родени мали кученца во вода представува жртва принесена на богот на подземјето. За принесувањето жртва потребно е остварување на контакт
кој е единствено можен преку водата која има својство да понира, да исчезнува како понорница во долната земја, каде што животот не исчезнува, туку се одвива на поинаков начин. Потопот е една од катаклизмите кои ги доживеало човештвото. Забележан е во многу религиозни записи, но сепак станува збор за историски настан кој во подсвеста на луѓето оставило длабоки трауми. Има и друго поинакво толкување. Поговорката "првите кученца се фрлаат во вода" представува стара форма на жртвување која треба да ги умилостиви боговите на водата за да допуштат вода во вид на дождови, кои треба да ја надминат евентуалната или моменталната суша, за да се дојде до посакуваниот бериќет, односно до плодноста на тлото во нивите, во полето и така натаму. На македонското тло за таа цел најчесто се користеле додолските песни кои служеле за повикување на дождот. А од друга страна, во античките митски приказни се среќава и еден ваков податок. Поради убиството на Икарии, на островите завладеела суша и чума. Затоа Аполон му наредил на својот син Аристај да им принесе жртви на Зевс и на Сириус, кучешката звезда која донесува суша. Поради принесените жртви паднал благотворен дожд. Денес постои избледено сеќавање на поговорката "ќе пројде како пците на Василица". Оваа поговорка се среќава на територијата на цела географска Македонија. Освен во поговорките, тепањето на кучиња е запишано во многу етнографски записи од цела географска Македонија. Освен во поговорките и етнографските записи, тепањето на кучиња за време на празникот Василица е забележано и во многу македонски народни приказни. За василичарските тепања на кучињата се раскажува и во романот Толе Паша на Стале Попов. Што се однесува до поговорката "ќе пројде како пците на Василица", се наметнуваат неколку важни прашања кои можат да дадат одговор на ова битно народно верување. Поговорката "ќе помине како пците на Василица" сметаме дека има свој одамнешни корени. Значајно сведоштво за жртвените обичаи кај античките македонци ни пренесува Квин Курти Руф во неговата книга "Историја на Александар Македонски". Во неа тој го опишува чинот на жртвување на кучка. Тој жртвен обред се случил по смртта на Александар во Вавилон, откако настанала неслога помеѓу македонските генерали. Слични примери на лустрација на војска во античкиот период практикували и други народи.
Исто како и македонците и хетитите правеле жртвен ритуал, обично после пораз во битка. Покрај река правеле врата од блок, жртвувале кученце, прасе, човек, палеле оган покрај вратата, војската поминувала низ вратата, низ покрај огнот и се упатувала кон реката. Илустрација правела и римската војска. На празникот Совета Урулија се жртвувале бикови, овни, вепри и сведоштво за тоа се наоѓа на многу релјефи и на Трајановиот стол. Слично како и чинот на жртвување на куче, илустрација, прочувствување на античко-македонската војска, сличен пример се наоѓа и на сцена на позлатен сребрен котел, пронајден на дното во мочуриште во Гунденступ од Данска, на која се представени сцени од страшните келтски богови. На внатрешниот зид од котелот е представена сцена на лустрација на војска. На сцената се представени војници кои одат кон Бог, веројатно Бог на војната. Војниците се движат кон куче кое е представено до Богот на војната. Веројатно ова се мртвите војници кои Богот ги преобразува во посупериорни војници коњаници. Кучето, кое е прикажано на котелот од Гунденструп, има неприродна положба на телото. Тоа едноставно виси со предните нозе од горе надолу. Таков пример имаме и во македонската античка уметност. Таа положба на кучето би можело да укаже на тоа дека кучето во тој ритуал се врзувало за предните нозе, при што неговото тело висело. Аналогија на таа положба на кучето со скоро идентична иконографија пронаоѓаме на една македонска античка монета кована во времето на македонскиот крал Александар I. Мислам дека околу 480 година пред наша ера. На монетата е прикажан којаник, кој во некои варијанти на таа монета држи во раката две копја, но не се знае со сигурност дали тој коњаник го представува богот на војната или македонскиот крал Александар I. Илустрацијата на македонската војска бил обичај на македонските кралеви, ја правеле коњаничките чети, па од тука оваа монета би можела да представува значаен доказ за тој обид. Кучето прикажано на монетата на Александар I е поставено во позиција како да виси, исто како кучето од котелот на Гунденступ, поточно како да е врзано со предните нозе за уздите на коњот. Значи, аналогија на македонските жртвени обреди на кучиња наоѓаме и кај келтите на тој котел кој е пронајден во мочуриште во Данска. Најпрвин можеме да го поставиме прашањето кој е тој што го практикува тој чин. Тоа се млади момчиња кои се однесуваат на чинот на тепањето на кучињата на Василица, додека пак, ако го земеме предвид она што го кажува Квинт Курти Руф, кога се одвива тепањето, односно сечењето на кучка на две половини, тогаш ќе забележиме дека станува збор за млади луѓе кои го вршат тој чин. Подзаборавени сеќавања за празникот Перита, во кој се преполовува кучка, постоја до денес во македонскиот фолклор, но се заборавило вистинското значење. Во песна за забава од Горноџумајско се споменува половинка од куче.
Примитивната мисла сметала дека злите духови моќно завладеале, да затоа темнината е подолга и подоминантна над светлината. Рационалниот човек од времето на многобожството сметал дека ако темнината е подоминантна, не ќе може да се развива процесот на раѓање и живење кај растенијата и кај животните. Затоа се обидувал да направи нешто што ќе ја промени таквата состојба. Примитивниот човек е доста едноставен во размислувањето. Да затоа го правел она што е најлогично да се направи. Да се изгони тој лош дух што ја заробил светлината, која се однесува на процесот на животот и на здравието. За таа цел македонецот расчеречувал или тепал куче, но зошто токму кучето е користено за изгонување на злите духови? И ден денес во народот постои верување дека злите духови меѓу другото се кријат во телото на кучето. Лошиот дух најчесто е преправен во вампир. Ако го земеме предвид записот на Квинт Куртируф, во кој обредот на расчеречување куче се употребувал поради неслогата што се појавила кај војниците, ќе сватиме дека кучето е виновно бидејќи во него се скрил лошиот дух кој ја предизвикал неслогата во војската. Македонските ликовни уметници ни го пренесуваат начинот на жртвување преку еден ликовен артефакт и ова представува уникатен пример на жртвување во светот кој е мощно значаен не само за македонската, туку и за светската историја на религија. Станува збор за мермерна плоча пронајдена во село Радишани, Скопско, со датирање од 3 век наша ера. Ова е тој артефакт пронајден во село Радишани и на него се изработени 3 зони, од кои нас ќе не интересира последната зона на која е представено жртвување на куче. Во горната зона поставени се 2 лика, еден со зраковидно сонце, во средината е орел околу кој кружат 2 змии. Во средната зона е представена Божица која во раците држи некаква книга. Лево и десно од нејзе се 2 брата близнаци во македонската античка митологија познати као Диоскури, во ветската Ашвини. Под нив е прикажан зајак, некакво троножна масичка, сакси со цвеќиња лево и десно, а во долната зона е она што е исклучок и е вистинска реткост и вредност за светската историја на религија. Во таа зона забележуваме пример на жртвување на куче. Кучето го води момче кон жртвеникот, каде е клекнат жрецот, кој во раката држи орудие со кое се жртвува кучето, прикажано е сечилото, еден заоблен дел кој најверојатно откако ќе се поставила главата на жртвеникот се удирало кучето, со што со засекување или се сечела главата или се преполовувало кучето. Десно од сцената на жртвување е прикажана некаква Божица која држи во раката сад, веројатно во кој се изливала крвта од жртвеното животно. Божицата е заставата до храм кој веројатно е се уште во изградба, затоа што се уште кровната конструкција веројатно не е ни покриена. И денес тоа е обичај кај македонците да се става во темелите жртвено животно. Лево од сцената е исто така некаква Божица, заради оштетувањето на плочата не може да се види во какво дејство е, веројатно имало уште една човечка фигура до неа.
Во римската ликовна уметност има многу релјефи на кои се представени жртвување на животни за римскиот празник Соливетта Лулија, каде се водат бикови, свињи, овни на жртвеник. Но ово е единствен пример за кој јас знам дека на релјеф е прикажано жртвување на куче. Во Преспа пронајдена е бронзена плочка на која е представена божица за чија глава се надзираат 8 од вкупно 16 краци од сонцето. Оваа бронзена плочка која е пронајдена во районот на Претор, Ресенскиот дел на Македонија, покрај Преспанското езеро, е мала по димензии, но многу оригинална и редок пример во историјата на уметност. На неја е представена божица која стои пред храмот, антички храм со столбови, со капители, тимпанон. Има некаков лик горе кој заради оштетувањето не се познава, но зад главата на божицата препознаваме сончеви краци, што може да укажува на тоа дека станува збор за ветската божица Ушас или античко-македонската Зора, која ден денес е во македонските народни песни опеана и се уште се чува под изворното име како Зора, божица на изгри сонцето, или може би представува божица на војните, а тоа може да се заклучи според воделната секира која е во нејзината десна рака и штитот во нејзината лева рака, што може би пак кажува на тоа дека ова е божицата на војната Атена. Каква е врската меѓу плочката од Радишани и оваа плочка? Можеме да претпоставиме дека за оваа божица биле жртвувани кучиња. Лево и десно од божицата се две кучиња во седечка положба, а над главата на кучето е свртен меч, што може би представува порака од ликовниот уметник дека кучињата биле жртвувани за оваа божица. Лошиот дух, според рационалното мислење на македонците, се појавувал во вид на болеста беснило. Меѓу дивите животни и кучето постоел непосреден контакт, зашто намената на кучето се однесува на барањето на човековата заедница од дивата природа. Затоа и кучето се смета за посредник меѓу културата и природата. При тој контакт со природата, односно со дивите животни, доаѓало до пренесување на болеста беснило. Таа болест всушност го представувала лошиот ефект на лошиот дух, бес. Верувањето дека демонот бес може да влезе во куче или во човек представува причина да се преполови кучето за да излезе демонот бес. Многу е веројатно и шлемовите од кучешката кожа кои биле користени во бронзеното време, кои се споменуваат во епот Илијада, да биле правени исто така од кожа на кучиња кои имале беснило. На македонскиот статер од Неаполис, кој датира од околу 500 година пред наша ера, на една страна од монетата е прикажан богот бес, а на другата ариско-македонскиот символ свастика, кој се поврзува со воените дејства. Во јужно-балканската митологија демонот бес се нарекува и Горгона, но во македонскиот јазик преку македонските народни поговорки поврзани со бесни кучиња, тој е зачуван со неговото изворно име Бес.
Херодот го споменува ова божество во едно пророштво и го доведува во врска со крвавите војни. И Вергилий во Енеида го споменува демонот Бес како предизвикувач на војни. Овие записи од античкиот период, во кои демонот Бес непосредно се поврзува со војните, не може а да не доведе во непосредна врска со обредното почестување на македонската војска на празникот Перитија, кога се жртвувала кучка, која може би и била со беснило. Но што представува беснилото? Тоа е пренослива болест која завршува со агонична смрт. Човекот заразен со беснило се однесува како диво животно, со што и се спротивставува на културата. За да биде отстрането појавувањето и ширењето на беснилото, заедницата се обидувала да го спречи тоа, па затоа си измислила и обред, тепање и убивање на кучињата, со кој се отстранувал секој обид на појава на беснило. Народното верување зачувало и поекстремен обид за отстранување на беснилото од непосредната близина. Имено, кај фолклористот Марко Цепенков се среќава еден ваков запис. Бесен пес, ако те налаи да го отепаш и да му изеиш срцето, не си збеснувал. Како похумана варијанта од тепањето и од убивањето на кучињата се појавува и обредот во кој кучињата се нишаат за од нив да излезе, односно да биде истресен тој зол дух на бесот. Македонскиот празник Перитија се одржувал во 4-тиот месец, кој се викал Перитиус. Значењето на зборот се однесува на глаголот пере од современиот македонски јазик, чие пак значење се врзува со значењето на зборовите чисти, прочистува. Поврзаноста на празникот Перитија, кога се вршела лустрација на македонската војска, и празникот Василица, е лесно да се објасни според временската одредница кога се вршела лустрација на војска. Во античко-македонскиот календар, првиот месец почнувал во средината на октомври, а од тој календар 4-тиот месец бил се викал Перитија и кога се вршела лустрација на војска. По денешниот календар кај македонците, кој почнува на 1 јануари, се врши ритуалното тепање на кучињата, тоест на празникот Василица, 13 спроти 14 јануари. Ако ги споредиме овие две временски одредници од античко-македонскиот календар и оној календар што денес го користат македонците, можеме да заклучиме дека ритуалното тепање на кучињата се врши во ист период кога се вршела илустрација на војската, односно во 4-тиот месец од античко-македонскиот календар. Временски ништо не се променило, само чинот на жртвување на куче добил похумана варијанта во времето на христијанизацијата на македонците, со што тие само ги тепале кучињата за да го изгонат овој бес, но не и да ги убиваат како што тоа се правило за време на античкото лустрирање на војска. Во некои села во Македонија, ритуалното тепање на кучињата наместо на Василица го правеле една недела порано. Коледарите кои оделе од куќа на куќа со своите стапови ги тепале кучињата, но секако и празникот Бадник е во јануари, односно во месецот Перитија од античко-македонскиот календар. Да раскажам за обичаи, така? Ја како што знам од постарите и како што сум гледал обично за Василица, некој за Божик, за Бадна вечер, знам дека после тоа излегуваа луѓето со стапови за да ги избркаат тие лоши работи мала по кучињето. Тоа сум го гледал и сум го слушал од постарите.
го правеа обично источниот дел, знам, пошто јас сум таму од источниот дел на Македонија, Штипско, Кочанско, исто селата, како се Зрновци, Мородрес, Ептентиесе, така понастана села, ги имаше тие обичаи. Со прачки, со стапови, кучињата ќе ги размаа за да избегале тие лоши работи, не знам како ги вика. Лоши духови. А кажи ми за Василица порано. Дали за бајле се одело млади деца со стапови? Навечер ноќи се. А тепаа ли кучиња по дворови? Тепаа на Коледе. Да. Се викаше Коледе тоа. И се почнат на Коледе децата одат и се коледаши носат. Да. Коледашки ги трчаат и тепаат кучињата кога ќе соберат до дома. Ево го чекале децата. Бам, со стапа, бам, ки, тоа бега, тие мала, не им викаме ништо, ке тепаат. Кога бевне деца мали, одевне низ село, знаеш, коледалне. И куче, адето тако беше, куче ако го најдеме, тука прокај скавлиците, прокај балконот и со тоа коледашките, ќе го тепаме, знаеш, ќе го збуцаме, ама не да го тепаме, да избега. А зошто се правеше тоа? Тоа не знам, са старите вика да бегаат и бовите од куќата, да нема бови. Така, да беснилото да му се изгони или? И беснилото и бовите да избегаат од него. Така. Ето, тоа ги тепаме, ти викам. Ама не да мамниш да го тепаш, да водиш, да квичка, да она, да и ќе види сорти бега. Ето тоа беше. А сега ги нема, тие адете и готово, сега се растулија. И не одат, ретко одат дечиња по селата умрја, нема сега. А тога живи беа селата, деца, ја остара чашка, преку 120 деца одевне на коледе, а 60 куќи беше селото. Каде се случувало ова дејство е исто така важно прашање, а се однесува на отворен простор, јавен простор каде што се случува сето тоа. Да речеме, во самото село, на јавниот простор на селото се тепале кучињата за време на Василица, а пак во минатото, во античкото минато, тоа се одвивало пред целата војска на античка Македонија. Во исто време треба да го забележиме и прашањето со што се врши чинот, односно станува збор за некаква алатка која го предизвикува одредени последици од тој чин. Да речеме, за време на Василица, момчињата користат една мотка која е совршено направена од прачка и сето тоа го користат за тој чин на Василица, додека пак истото тоа се случува и за време на оној чин на расчеречување кучка при илустрација на војската во античка Македонија. Во овие етнографски записи од Македонија јасно е забележливо дека момчињата кои оделе по селата и ги тепале кучињата го правеле тоа со топузи од дабово дрво. На една монета кована во времето на македонскиот крал Архелај е прикажано на едната страна Архелај како Херакле со лавја кожа на главата, а на другиот дел од монетата е прикажана глава од куче над која има дрвена топузина. Во некои варијанти топузината е над главата, некојаш е под главата. Во историографскиот запис на Квинт Курти Руф се споменува дека тоа бил обичај на македонските кралеви, во кој е опишан ритуалот на прочистување на македонската војска. Токму поради тоа нема сомнение дека овие монети на македонскиот крал Архелај содржат ликовни сведоштва за македонските василичарски тепања на кучињата со топузи направени од даб. Но како ќе знаеме дека топузите прикажани македонските монети се направени од даб? Многу едноставно. Сите монети на македонски кралеви, каде што е прикажан топуз, обиколене со дабови гранчиња, што може да се забележи од изгледот
на листовите и желарите. Ликовниот уметник ни пренесол информација за тоа од што биле направени топузите, што се представени на македонските монети. Наше е дали тоа знаеме да го препознаеме. Впрочем, Антон П. Стоилов во неговите етнографски записи од горноджумајските села запишал: членовите на дружината носат по еден топус и по една дабова прачка која ја викаат суроваска. Стоилов всушност го запишал она што е представено на македонските антички монети, што би можело да укажува на 2 милениумско постоење на овој обичај. Имајќи предвид дека на монетите се представуваат најважните нешта специфични за народот и за државата, а при тоа повеќе македонски кралеви ковале монети со топус и дабови гранки, можеме да заклучиме дека празникот Василица кај македонците во континуитет се славел од антиката до денес. Од ова поистоветување на дабовите топузини, користени за ритуалните тепања на кучињата на празникот Василица, и дабовите топузини на македонските антички монети, станува сосема јасно дека старата обредна практика на македонците во новата ера е заменета со христијанското име Василица. Според Свети Василий, кој е само адаптирана христијанска трансформација на античко-македонскиот празник за прочистување на војската, кој пак го приведувале македонските кралеви. Самиот корен на името Василица е изведен од Василеос, што на античко-македонски јазик значи крал, а овој ритуал на прочистување на македонската војска го организирале македонските кралеви, што значи дека и името на Свети Василий е само вешто адаптирана замена од страна на црквата за полесно прифаќање на новата религија. Прочка е празникот на кој македонците си ги простуваат гревовите. Денот по прочка го викаат чист понеделник, а на тој ден се практикувале обредни действија за истерување на демонот бес од кучињето. Во Источна Македонија, поточно во Соколарци и останатите кочански села на чист понеделник, постоел обичај на нишање на кучињето. Додека жените переле на реката Алишта, мажите ги нишале, односно ги вртеле кучињата со јажиња врзани на дрва над реката. Овој обичај се сочувал до неодамна во Пиринскиот дел на Македонија, како и во други делови на Бугарија. Во бугарската традиција има едно верување што се одвива во понеделникот на Тодоровата седмица. Тој ден го нарекуваат Виси куче, бидејќи тогаш се врши бесење на кучињата, а основната причина за тоа обредно дејство е да се заштитат кучињата од бесните. Всушност,
Жртвувањето представува вешта навика на слабаците да дојдат до некаква придобивка. Исплашениот човек, чија најсуштествена преокупација е да ја спаси физичката екзистенција, изнајмувајќи манипулативен лик на колективниот жрец, користејќи ја неговата метафорична митска приказна за жртвување, наоѓа света утеха во тој крвоврачните длабочини на подсвеста. Изнајмувањето друго живо понесе товарот на настоиспашениот човек, представува телесен рефлекс кој наоѓа начин барем за живее, барем да го одложи или да го одложи за некое време личното исчезнување. Добивката на тоа жртвување се сведува на сосем обична трговија типот на проста размена, во која исплашениот човек се обидува да тргува со Бога, принесувајќи му жртва со која ќе си го исплати своето трговско барање. Во тоа условување се случува економија од најодвративноста оди дотаму што човек наоѓа некаква привремена утеха, некако успеал да го добие она што се до некоја наредна потреба за базарење со Господ. Таквиот однос на спашениот човек денес забележува и денес на 20-токот на 21-виот. Кога истиот тој примитивен плашливец успеал да ги преживее сите времиња и да се спаси од привремено, барем за миг. Василичарските празнувања заминуваат во заборав. Заедно со нив заминува и ритуалот на тепање на кучињата, кое македонците го правеле за да го изгонат демонот бес. Ние сме против секакво насилство врз кучињата. Со овој документарен филм сакавме само да укажеме на постоењето на овој ритуал кој се практикувал уште во античкиот период. Во минатото, кога ветерината не била развиена, беснилото била смртоносна болест и за луѓето и за кучињата. Се надеваме дека еден ден овој ритуал за празникот Василица ќе биде прогласен за македонско духовно-културно наследство.